Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Прва јавна дебата за урбаниот блок 57А се одржа во општина Тетово, на која присуствуваа релевантни страни. Движењето антикоцкање организираше протест против отварање казино во близина на детската градинка Тетекс. Акцијска контрола на автопатот Тетово-Гостивар санкционирани 8 пречекорувања на максимално дозволената брзина. Максимизирање на приватниот наместо на јавниот интерес. Вака градоначалникот Касами го оцени деталниот урбанистички план за урбаниот блок 57А. Во таа насока во општината се одржа првата јавна дебата на која се дискутираше за понатамошните чекори во врска со ДУП-от. Прва јавна дебата за урбаниот блок 57А се одржа во просториите на општина Тетово. Градоначалникот Билјал Касами истакна дека урбанистичката комисија веќе има подготвено елаборат и дека урбанистичкиот план за урбаниот блок 57А го оценува како максимизирање на приватниот наместо на јавниот интерес. Според информациите кои ги имам во тој дел, значи проблемот е тоа што е максимизиран приватниот интерес во штета на јавниот интерес. Ние као општинска власт, као власт која ги штити се, значи тука за да ги штити интересите на граѓаните на јавниот интерес, ќе се обидеме да го зачуваме јавниот интерес. Што значи јавни површини таму, патишта, тротоари, јавни паркови и други јавни простори. Доколку успееме тоа да го достигнеме, за нас секој инвеститор е добре дојден и за нас важно е секоја инвестиција за тоа што со тоа се подобрува животот на граѓаните во Тетово. Секој алтернативно решение и предлог е добре дојден, но треба да се има предвид јавниот интерес, формално правниот статус на земјиштето за кое се разговара, како и финансискиот аспект, рече Касами во однос на иницијативата Тетово сака парк. Тој додаде дека таквиот чекор во ваква ситуација би бил луксус. Во ситуацијата во која се наоѓа општина Тетово, во моментот тешко дека може да дозволиме таков луксус. За мене лично, ако ме прашате, можеби 50% територијата на општина Тетово треба да биде паркови зеленило, но во ситуацијата финансиска која сме, тешко дека можеме да дозволиме таква иницијатива. Но, ако иницијатива има одговор за овие работи, јас сум спремен да стојам на чело на таа иницијатива. Аријани Џафери од Еко Герила пак смета дека Тетово е пренаселено и не може да си дозволи таква нова населба каква што беше планирана за урбаниот блок 57А. Свесни сме дека со нашите улици, со градот без паркинзи, со градот без доволно вода, не може моментално да си дозволи таква населба, нова населба, каде што се очекуваше според тоа што беше кажано претходно, дека ќе треба да живеат над 8.000 жители. Значи тоа е идејата. Мислам дека треба ваквите јавни консултации да се држат и требаше и порано да се држат ваква, за и граѓаните да го кажат својот интерес. Градот можеби да, треба да се зголеми, треба да се развие, но треба да се види на кој правец и како. Па јас мислам многу подобро е парк да се направи, пошто градот може да се развие со населби и на јужниот дел и на северниот, не мора на источниот дел да биде. И онака градот нема доволно зелени површини, нема доволно паркови. Уште подобро ќе беше и касарната да се направи, значи да се трансформира на градски парк, пошто е добра локација и има потреба од тој дел. Што повеќе зелени површини, што повеќе паркови, толку подобар градот за живот, за живење на граѓаните. Доколку Советот донесе одлука за суспензија на ДУП-от, Касами истакна дека на истата ќе се донесе и решение за подготовка на нов ДУП. Движењето антикоцкање организираше протест против отварање казино во близина на детската градинка Тетекс.
Преку протести, блокирање на сообраќајот кон детската градинка Тетекс во Тетово, членовите и поддржувачите на движењето антикоцкање побараа да се спречи отворање на казино во близина на оваа установа за деца. Организаторите бараат почитување на актуелниот закон и затворање на сите објекти на игри на среќа до донесување на нов закон, со кој тие треба да бидат оддалечени не само од училиштата, туку и од сите јавни објекти. Денешниот протест е претежно од предлогот, последниот предлог што е даден за игрите на среќа, односно во тој предлог дистанцата е 500 метри, меѓутоа од две основни образовни институции, основно и средно училиште. Наше барање, односно и предлозите порано што ги имавме, беа сите вклучени, сите институции од јавен карактер. Целта беше само да се внесат и други објекти, како што се верски објекти и центрите на градовите. Сега, во овој случај сме многу далеко од нашите барања и најлошото е што во последниот предлог апсолутно ни градинките не се вклучени. Управата и вработените во детската градинка Младост не се согласуваат во нивна близина да има објект за игри на среќа. Као останова детска градинка го поддржуваме овој протест, пошто се работи за отварање на градинка блиску многу, за казино блиску многу до градинка, а активностите децата кога е добро време ги одржуваат надвор од просториите, ова е дворот на градинка, затоа ние као градинка сме против отварањето на ова казино. Тетовскиот градоначалник Билјал Касами, кој го поддржа протестот, рече дека ќе ги искористи своите надлежности во корист на граѓаните. Јас као граѓанин на Тетово ќе сегаш ќе бидам во средината и начело на сите овие организации и активности кои се во заштита на интересите на граѓаните. Како политичар ќе ги иницирам, ќе поддржувам во институции секакви иницијативи кои се во овој правец и како градоначалник ќе ги искористам сите мои надлежности за ова ситуација да се реши и овој злостор што се прави на нашите деца, на нашите граѓани да се тргне од нашите средини. На протестот се обратија повеќе активисти на движењето антикоцкање и универзитетски професори. ИЈЗ регистрира намалување на бројот на заболени минатата недела. Пријавени се 106 смртни случаи во 23 градови. Најголем дел од регистрираните случаи натаму се во Скопје, Тетово спаѓа во градовите каде што е детектиран и омикрон сојот. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 14 февруари до 20 февруари тестирани се вкупно 23.396 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 11,2% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца е регистрирана во Неготино и Кавадарци. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години, а најмал број е регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години. Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, со најзабележително намалување од 31,5% во возрастната група од 20 до 29 години и 31,2% кај лицата на возраст од 50 до 59 години. Согласно новиот алгоритам за оздравување во текот на минатата недела, со статус оздравени се стекнале 8.797 лица во хоспитализирани услови или на домашно лекување. Во текот на минатата недела вкупно се пријавени 863 реинфекции, со намалување за 29,8% во однос на претходната недела. Пријавени се 106 смртни случаи во 23 градови во текот на изминатата недела, за 27,9%, помалку во однос на минатата недела. Најголем дел од нив се од Скопје,
Скопје. Во однос на возраста, најголем број од починатите припаѓаат на возрастната група над 60 години, а регистрирани се починати лица и кај возрастната група од 50 до 59 години и од 40 до 49 години. Во лабораторијата за вирусологија и молекуларна диагностика при ИАЗа во текот на изминатата недела кај 49 позитивни примероци на SARS-CoV-2 од болнички и примероци од пунктовите е направено PCR тестирање за детекција на омикрон сојот. Позитивните примероци се одбрани од тестираните позитивни во период од 14 до 20 февруари од следните градови: Скопје, Кавадарци, Тетово, Охрид, Струга, Кочани, Велес, Свети Николе, Штип, Виница и Гевгелија. Во 59,2 од 100 од испитуваните примероци е докажана сублинија BA1 на омикрон. Во 40,8 од 100 од испитуваните примероци е докажана BA2 сублинијата на омикрон, позната уште и како стелт. На денешната пресконференција доктор Злате Мехмедовиќ изјави дека Комисијата за заразни болести денес предложила 2 мерки до Министерот за здравство кои треба да се проследат до владата. Една од мерките е за укинувањето на задолжително поседување на PCR или потврда за прележаност или вакцинација при излез од земјава. Комисијата денес донесе заклучоци и предложи 2 мерки до Министерот за здравство, кои што понатаму ќе треба да се проследат до генералниот координативен кризен штаб и до владата. Првата мерка се однесува на укинувањето на задолжителното поседување на негативен PCR тест или потврда за прележаност или вакцинација при излез од земјата. Тука би сакал да направам односно да објаснам. Тоа не значи дека во земјите каде што ќе биде потребно да поседувате PCR тест или COVID сертификат дека сте вакцинирани или прележани, дека таму нема да ви се бара, туку напротив, дека при излез од земја она мерка која што беше введена во текот на минатата година, дека треба да поседувате и да ги покажете на нашите гранични органи, таквата мерка се укинува. Втората мерка се однесува на бремените жени и предлогот до Министерот за здравство е да се укине ослободувањето од работа за бремените жени, согласно препораките од релевантни институции и од примерите во светот во кои што силно се препорачува бремените жени кои што планираат бременост, се бремени или дојат да се вакцинираат и на тој начин да го заштитат своето здравје. Избори ќе има, но во 2024 година, вели председателот на владата Димитар Ковачевски во однос на коментирање на средбата помеѓу председателот на движењето БЕСА и градоначалник на Тетово Билјалка Сами и председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Ковачевски додаде дека потребно е државата да се фокусира на главните проблеми. Во моментов не ни се потребни избори ќе има, меѓутоа во 2024 година сметам дека треба да бидеме сите единствени во справувањето со најголемите предизвици со кои што се соочува државата, бидејќи ова е кризна година. Кога зборуваме за единство, тогаш зборуваме за единство во однос на сите проекти, а кога опозицијата и Мицковски зборуваат за единство, тогаш тука има еден проблем, затоа зашто се работи за една обична невистина, со оглед на тоа што секој напредок во разговорите со Бугарија се креира се користи да се креираат тензии, да се креираат лажни вести, да се измислуваат нови декларации кои што никој не ги поддржува во Републичкото собрание. Исто така ние со Република Бугарија имаме нов пристап во разговорите, каде што се разговара на теми кои што значат подобар живот за граѓаните, подобра комуникација, подобра економија и подобра соработка помеѓу двете држави. Еве да ве прашам дали една од тие иницијативи до сега ВМРО ДПМНЕ и Мицковски поддржаа? Одговорот е не. Единствено она што го гледаме е само обвинувања за некакви си пазарлуци, пазарења, а при тоа имаме еден транспарентен процес во кој што и министерот за надворешни работи, и министерот за евроинтеграции, и јас како премиер за секоја средба информираме како преку медиумите, така и соодветно во комисиите во собранието. Во продолжение деталите од случувањата во последните 24 часа регистрирани во полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Полициски службеници вчера околу 16 часот и 30 минути лишиле од слобода 18-годишник од Гостиварска Лакавица и 19-годишник од Гостиварска Долна Бањица, поради сомнение дека околу 13 часот пред училишен објект на улица Живко Брајковски во Гостивар физички нападнале 18-годишник од Неготино Полошко, со кого се познавале од порано. Случајот целосно е расчистен и во координација со јавен обвинител против инволвираните ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот приведен бил 44 годишен тетовец, кој вечерта околу 23 часот и 30 минути бил пријавен од неговата 71 годишна мајка, дека околу 21 часот вербално и физички ја нападнал сопругата. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок. 40 годишна гостиварка вчера во 17 часот во СВР Тетово пријавила дека нецел час пред тоа на работното место во Гостиварска образовна институција физички била нападната од нејзиниот 54 годишен колега. Случајот целосно е расчистен и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 16 часот и 20 минути на улица Линденска во Тетово, полициски службеници привеле 19 годишен тетовец кој 20 на минути пред тоа бил пријавен дека го нарушил јавниот ред и мир со карање, викање и дрско и непристојно однесување. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер пак околу 23 часот ја пронашле малолетничката од Тетово која 15 на минути претходно била пријавена од нејзиниот 67 годишен дедо дека се оддалечила од дома. Таа му била предадена на дедото. Вчера во 3 часот 30 минути пак 54 годишен гостиварец пријавил дека на улица Тоде Богдановски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Вчера била спроведена сообраќајна контрола на автопатот Тетово-Гостивар во која биле санкционирани 8 пречекорувања на максимално дозволената брзина. Вчера вечер од 20 до 22 часот на поширокото тетовско подрачје спроведена е сообраќајна контрола на возила кои се движат надвор од населено место. Во контролата реализирана на автопатот Тетово-Гостивар со така наречен ноќен радар биле откриени и санкционирани 8 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои едно за повеќе од 70 км на час и две од 50 до 70 км на час. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и ќе се соочат со парична глоба, која зависно од големината на пречекорувањето се движи од 45 до 400 евра во денарска противредност, додека екстремно брзите ги очекува и време на одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. СВР Тетово, полициска станица за безбедност на сообраќајот на патиштата Тетово, повторно со апел до возачите од ова подрачје целосно да ги почитуваат и да се придржуваат на сообраќајните знаци, правила и прописи. Зошто доколку во текот на една календарска година направат 2 животно загрозувачки и сообраќајни прекршоци, согласно член 390 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, ќе се соочат со можноста да им биде изречена прекршочна санкција, забрана за управување со возилото од одредена категорија и по известно време ќе треба повторно да полагаат возачки испит. На тетовското подрачје веќе се изготвени 20 на барања за изрекување на ваква прекршочна санкција, а една е веќе и практично имплементирана.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.